Обезбедени се 26.105 места за идните бруцуши кои ќе се запишат на универзитетите во земјата. 13.953 места се за редовни студенти во државна квота, 8.367 места за редовни студенти со кофинансирање и 3.785 места за вонредни студенти. Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола се подготвува за уписот на новите студенти за академската 2017-2018 година и покрај тоа што конкурсот се уште не е објавен од страна на Министерството за образование и наука. Од УКЛО велат дека годинава вратите ќе ги отворат за 2000 нови студенти, на кои ќе им понудат квалитетно образование. Ние очекувам без оглед на конкурсот, да конкурсот сигурно тој ќе го дозволи некаде околу 2000 студенти. Со сите оние опасности, гледате, има се помал број на студенти, односно средношколци, се поразвиена конкурентска, но секогаш викаме таа конкуренција е здрава доколку е лојална. Она нелојалната конкуренција мора да се среди и мора да се воведе систем на квалитети. Сепак се работи за сериозен простор, тоа е високо образование, тука нема простор за експерименти и за лошо образование. Доаѓаат зрели личности кои што знаат што сакаат. И ако го испорачате, тоа добро, ако не, тоаш не е прво фер од ваша страна, од друга страна е брзо препознава дека не добиле она што се надевале. Инаку новина во конкурсот е тоа што владата донесе одлука да се активираат студиите за безбедност и евроинтеграциите на факултетот за безбедност при УКЛО, кои беа во мирување. Годинава факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методиј нема да имаат дисперзирани студии, бидејќи тоа било побарано од установата. Одредени дисперзирани студии на другите универзитети пак се редуцирани. За прв пат се утврдени и квоти за упис на одредени студиски програми за студенти, чие родителско право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписнината. Вообичаено првиот уписен рок е во втората половина на август, вториот кон крајот на месецот и првите денови од септември, додека третиот уписен рок е кон средината на септември. Оние кои ќе се запишат како редовни студенти ќе влезат во државната квота и ќе треба да плаќаат 200 евра годишно. Редовните студенти во квотата со кофинансирање и вонредните ќе плаќаат по 400 евра, а на дисперзираните студии партиципацијата е 100 евра.